Активно се бавам со музика веќе, на пијано, на хармоника, ударни инструменти. Кога ке те жениме, тебе че додам јане. Запознавме, јас сум Славко, јас сум Владко, мило ми е. Само ти си бесмртна. И уште еднаш добар ден, добро ни дојдовте на нашиот канал. Се надевам дека ви се допаѓаат нашите видеа и денес каде, ако не, кај нашиот верен пријател, поддржувач Јован, ресторант Цуртраубе, Најперк, место каде што е невкусната храна во регионов, затоа ви посочувам да го посетите и да се уверите во тоа. Исто така, сакам да се заблагодарам до нашиот втор поддржувач од претходната емисија веќе, Александар Јосифов, млад дечко, кој се занимава со посредување за стекнување на дозвола за управување со градежни машини, телескоп машина, вилјушкар и мобилна платформа. Долу под видеото ќе ги оставам линковите за контакт на моите поддржувачи, така ќе можете полесно да ги најдите, да ги контактирате и да ги посетите, односно да се стекнете со дозволи за управување на градежни машини. Тука покрај мене имам еден позитивен млад дечко кој се занимава со музика. Денес имаме една така повесела емисија, малку ќе запееме доколку нема против. Да, се разбира. Тие професија. Тоа неизбежно. Тоа е неизбежно. Да. Ќе ти оставам простор да ни кажеш име, презиме, од каде си, како си, за разлика од моите претходни гости, кои се или тука родени, или тука се од малите години, ти си пресен во Германија. Да. Ќе обрнеме повеќе внимание за твоето живење во Македонија, а ќе се осврнеме слака исто на Германија. Па вака, најпрви ти благодарам што ми се јави и што ме покани да бидам гостин во твојата емисија, да ги поздравам твоите гледачи, следачи. Вака, јас сум Славко Зафировски, за тие што ме знаат, веќе ме знаат кој сум, за тие што не, да се представам, доаѓам од Македонија, од Гостивар, имам 37 години, активно се бавам со музика веќе, да кажам, од 2010-2011 година, па се до ден денес активно. Дел во Македонија, дел и тука. Ајде малку подетално, кажи ми дали си школован музичар? Да. Основното образование го завршив исто во Гостивар, основно музичко 4 години, средно завршив 4 години во Тетово, музичко, и 2 години на факултет за музичка уметност во Скопје. Специализиран за инструмент или за пеење? теорија, за теорија. Теоретичар, музичар, теоретичар, поточно така се викаше називот на школување. На кој инструмент свириш сега? Па свирам на повеќе инструменти, на пијано, на хармоника, ударни инструменти, така да ги владеам тие. Тоа ми е дарба. Повеќе, браво. Па така тоа, мислам дека општо познато оној кој уме со еден инструмент може да се лесно научи. Па кога си талентиран, мислам дека нема проблем да се снајдеш и во на повеќе. Да, на повеќе инструменти да ги свириш. До душа мене ми оди од рака, тој така да што и да фатам да свирам, мислам дека нема проблем да има, никаков. Супер. Кажи ми кој беше твој прв настап или соочување? Прв настап беше кај нас го викаме тоа по невеста кога се оди. Так. Пред група, главната група нели во ресторан, ние треба да одиме како деца. Тоа ми беше мене на почетокот на, мислам дека имав 12 или 13 години. Да. И тогаш свирев на тарабука, а моите колеги беа на хармоника. Так. И значи, така почнавме, потоа убацивме и саксофониста и така одевме некој време. Само тоа свиревме. Значи за тоа време беше екстра. И со тек на време веќе кога
созряваме малце повеќе, почнаме да свириме свадби, почнаме да свириме и прослави, родендени, крштевки и се разбира, школувањето, средна школа, музичко тетово, после факултетот, па такмичења некој во Битола, па тога така испадне приказната со Владко Миладиновски да бидам во контакт, да се запознам, да бидам дел од интермецо на неговиот оркестар и кој ден денес е успешно работи, функционира меѓу најдобрите во Македонија, според мене, така да активно 10 години, може и 12 години бевме заедно. Со Владко Миладинов. Да. Ќе го оставам тоа за малку подоцна, ќе ни го подетално ќе ни раскажеш за соработката со него. Сакам да ми кажеш за околу твоите авторски песни. Да. Колку ги имаш, како се викаат и со Јас имам две авторски песни, едната е Бела Маре, втората е За тебе сине. Првата е интересна тоа што сите ме прашуваат која е таа Бела Маре, дали... Така. Значи, апсолутно нема врска. Тоа беше текст знаменет за група од Гостивар од Македонија, фаворити бенд од Гостивар. Поточно Тапанарот е текстописец. И пошто имавме соработка измеѓу мене и нивната група, а и бев и член некој време со нив како бек вокал, нешто така, по свадби. Тој текст беше наменет за пеачот од бендот. Неговата жена, сопруга, се вика Маре. Така да ама испадна јас да ја земам. И така дојдовме на иницијатива да ми го покаже текстот, мене ми се бендиса и исконтактирав со Златко, тога да бевме заедно, тогаш исто во група, во бенд и вака реков, ми се бенди со текстов, реков, да го снимеме, да го средиме, да го скоцкаме, оставам се на тебе, реков. Така да, успешно беше. Неговата е музиката и аранжманот е негов, текстот е на Драган Матески. И едната и другата. Иста екипа. Да, иста екипа, да. Планираш да продолжиш со снимање? Се разбира, да, нема тука, мора да продолжам. Ако сум тука и веќе во Германија, планирам исто некои ковери да се снимаат, македонски песни, дел српски, тука знаеш како е. Така. Бивша Ю. Во Македонија, дали имаш учествувано на фестивали? Да. 2016 година на Роса Фест. Таму и промовирав Бела Маре. Супер, едно добро, убаво искуство за мене. Во втората песна Сине, дали за твојот сине? Точно, јас имам веќе 8 години. Синчето ми е. Супер, здраво живи. Фала да си жив и здрав и твоето исто. Тој се вика Дамјан, он е моментално во Македонија доле, во Гостивар. Така да, баш за него ја испев таа песна. А дали ја знаеш ова Дамјане песната? Да, па таа ми е омилена песна и ти ме сега ме погоди. Нешто се пофали дека ќе пееме на почеток, па да. дали можеш малку? Никаков проблем. Можеме и сега, не е проблем, да. Ајде. Јас нема да те придружам за оваа песна, но за наредните можеби ќе се вклучам. Повели. Кога ке те жениме, тебе ќе додам Јане. Кога ке те жениме, тебе ќе додам Јане. Татко ќе ти направи свадба да се памети. Татко ќе ти направи свадба да се памети. Целата румелинска земја ќе ја поканам. Целата румелинска земја се до Солуна. Гости јас неброени, браќа се македонци. Гости јас неброени, браќа се македонци. Здравје Боже Дамјане, жив и здрав да пораснеш. Големи јунакомита, гордошче до таткова. На мајка ти личен, на татко јунак голем да станеш ти, сине, прав и горд македонец.
на мајка ти личен, на таткоју, на голем да станеш ти, сине, прав и горд македонец. Добро, го спомна Златко Миладиновски. И Владко И Миладиновски, Владко да. Миладиновски. Кажи ми нешто повеќе за соработката со нив, како се случи, колку време бевте заедно, каде се имате настапувано. Тоа е интересна случка, сега ќе ти кажам. Вака, ја пошто учев во Тетово, веќе нагласив, напоменав, 4 години музичко. Имаше од нашиот клас, требаше да одиме во Битола на надпреварување за соло пеење и за солфеж. И секако најдобар таму во класот ме одбра мене. Додам да ја представувам Тодор Скаловски тетовец од Тетово на надпреварување. И случајно таму имаше, кога отидовме, многу кандидати, многу колеги. Така да, имаше еден клавир тука и на клавирот така беше фарбан дечко, плав, тога на времето се фарбавме, Така, во мода беше беше шаман. тога, да. И нешто така, свиреше нешто, пееше, ја реков, се приклучив со него, се запознавме, јас сум Славко, јас сум Владко, мило ми е. Една убава дружба тамо, остави второ место. Така да, и после периодот кога завршиме средна школа, се најдовме на факултет. И испана мове тама познаци ми, ти мене познаци ми, во исти клас бевме исто. Исто слушавме предавање на факултет и така испана мовето, да, вака, тука си тука, да, ќе седиш тука, Скопје, да, супер, си направиме мове. И дојде време да правим бенд. Тој беше веќе активен, ама му фалеше басиста. И бекграунд пејач, бек вокал. Така да, лесно се договориме све тоа, пошто сите беме талентирани, неговиот брат исто, Златко Миладиновски, поздрав и до него и до Владко исто. Така да, многу лесно е склопивме групата, тој веќе беше интермецо, да. И од 2010-2011 првиот настап ми беше со него во ресторан Унион во Кичево. Свиреме 4 дена Нова година. И од тој период, па се до 2016-17, така до 18 имавме соработка. Што свадби, што турнеи по Германија, по Швајцарија, Италија, значи секаде, да. Како ви се односите сега? Феноменални. Ево прошлата Зошто година бев Не исто, функционирате, се разделивте, зашто тоа се случи? затоа што ја по моја иницијатива јас го напуштив бендот затоа што сакав нешто ново веќе. Ја и кога идевме тука на турнеи по Швајцарија по една недела, по две и во Германија, некако се осеќав подруго тука. И од секогаш сум имал желба да живам во странство. Ете во Германија, во Швајцарија. И ете некако ми се исполни желбата 2021. Тоа Дојдов. сега малку тоа, за мене лично, малку е чудно, сепак се сметам за убава професија, знам дека Да, е тешка професија точно. музиката, Па ни не е лесно. меѓутоа се мислам дека убаво да се работи, добро се заработува во Македонија. Точно, И да. тука ми е прашањето зашто се одлучи да го напуштиш тоа и да дојдеш во Германија, сепак тука ти почнуваш се од нула. Точно. Значи, прифатив еден ризик. Значи, од готово, се како што треба, ја дојдов, како што кажува, од почеток све од нула. Во непозната средина, во непозната земја, кај што немаш никој. Али, ете, јас сум таков по принцип ризикувам. Едноставно ама и желбата преголема ми беше. Се имало Значи, тоа. желбата од порано, значи, уште пред многу години сум сакал да живеам надвор од Македонија. Јас ја сакам Македонија, секако ја. И Сите кај сакаат. што одам, кај што сум ја представувам во најдобро светло, да. Јас во една прилика тоа го кажав, направив 2 чекори назад за да одам 3 напред. Да, Така е ова. Така е, така е. Испаѓа дека се ризикува. Па и тука, ете, фала Богу, веќе функционирам активно. Дали тргна, дали дојде тука со цел да ја градиш музичката кариера или сепак Не, да ти напротив, биде не, малку напротив, втор план? музиката мене ми е секогаш во прв план и прва љубов. Да, но не Да. живееш од музиката Не, сега. точно, сакам да не, точно. Јас работев во комунално предпријатие кога дојдов
во Алба груп. Првенствено кога дојдов во 2021 работев како шофер на камион, транспорт, карго возев, потоа се префали во комунално предпријатие и сега сум веќе во друго комунално предпријатие. Така да за како еден шофер на камион. Да. И значи тоа ми е сега првенствено на прво место, па музиката на второ. Веќе ја функционирам, фала Богу, се изборив Да. за да дојдам до ова ниво кај што сум сега. И претходно и сега исто. Затоа што многу е тешко кога ќе дојдеш пример во непозната земја кај што нема никој наш и ти колку да имаш желба да свириш, немаш кај да го оствариш тоа. И сега фала Богу, малце по малце, чекор по чекор успеав. Додуша и се уште се борам за да напредуваме и јас и мојот бенд, така да фала Богу задоволен сум. Мислам дека колку 2,5 години си во 2,5 години, да, и пред една недела добив уште 2 години офенталот. виза. Да, така па после Ти си правил- прилично нов, може да се каже. Да, неприлично, него сигурно. Какви впечатоци имаш? Дали е тоа што го очекуваше тука во Германија или имаш Јас бев посебна спремен, нека- јас бев спремен пред, затоа ти кажам напоменам на почетокот, со турнеите што идевме, со Владко, Ама ние види, бевме по турнеите пет, се да, едно, да живееш но по тука е друго. една недела присуствувавме, значи бевме гости кај наши пријатели таму и од чиста радознала ќе прашаш, ќе видиш дали се свиѓа, дали нема, не ти се допаѓа. Значи, мене од секогаш никаков проблем сум немал. И кога дојдов, кога решивме со другарчето да дојдеме, значи знаевме више што не чека, затоа што претходно имавме дојави. Тука наши пријатели што се веќе подолго време, на 5 години, ни кажа вака и вака и вака. Тоа и тоа и тоа. Заборавите на режимот кај нас, овдека е друг менталитет, друга средина, тоа е тоа. Го прифаќаш, ти одговара, останеш, не ти одговарат куферчето, назад. Точно, Тоа е никој тоа. не те држи. Никој не те држи со си. А како гледаш според твоите сваќања, дали е добро организиран, дали функционира системот добро, дали ти се свиѓа? Најпоше ми се свиѓа, значи системот. Имаш систем, заштитен си. Значи не е како кај нас доле, знаеш, мислам како е да не ти објаснувам. И системот, и начинот на живот, и сакаш да работиш, ќе си работиш. Ќе ти биде платено, колку работиш, толку ќе ти биде платено. Така да, јас си планирав и пред да дојдам да функционирам да работам и со музика, меѓутоа во втор план, да не ми биде во прв план, затоа што додека се средиш тука, немалце сите викаат по 3-4 години. Точно, затоа и те нареков дека си нов. Да, тоа да се разбереме. Тој кој Да. што вика дека одма ќе застане на нозе, не може да застане на нозе, треба временски период да помине, да поминеш некои работи, па за да се видиш кај си, што си. Да. Тоа е тоа. Само сакам да напоменам дека сето ние ова што го кажуваме, дека тоа е наш личен став, тоа не значи дека секој така мисли, дека секој е во иста ситуација. Ние само си пренесуваме Да. своји искуства, како ние лично гледаме на работите. Точно. Сега сакам да ми кажеш малку за твоите планови во иднина, поврзани со музиката, какви ти се плановите, дали планираш песни, фестивали, дали планираш во Македонија да настапуваш тука назад во Германија или како? Па, овој период, мислам дека летниот период тука ќе бидам, па затоа што сме многу ангажирани со мојот бенд, со Карма бенд, еве да ги поздравим моите колеги. Да, поздрав. Да. И затоа што имаме презафатени сме овој период до крај, мислам, на година дека ќе бидеме активни. Имаме во план и јас и со бендот да снимаме некои нови проекти и Да се мислам дека ќе биде функционално. Ние веќе тие што не знаат кои сме, што сме. Така да, ама нема да застанеме тука, значи планираме да работиме на тоа, да бидеме уште поактивни. нормално. Да. Секој се стреми да А и за биде снимање што се разбира и нова песна имам во план да снимам.
Така да здрави, само да сме живи и здрави на почеток, тоа е најбитно, па за другото ќе си На самиот крај сакам да ми исполниш една музичка желба, ако немаш ништо против. може. Во последниот период, а и на многу од нашите гледачи му е песната Заветна, Да. Милена. И сакам еден дел, ако можеш да ни испееш. Може. Можеме заедно да ми помогнеш. Ќе се вклучам. Ајде. Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. И вика вака. Векови, пеколни, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти благодарам. Браво, супер, баш ми е измило. Голема чест ми е. Благодарам. Присуствуваше. Фала за Фала одвоеното ти. време. И фала ти на тебе, ти Ја благодарам оставам- што ми се јавиш, Ја што ме оставам покани. твои податоци за секој што сака да му го Да. слушне овој глас, Да. да дојде да ве прати каде сте. Супер, мило ми И е. се надевам дека ние заедно ќе соработуваме во иднина на Се секако можен разбира, се начин. разбира. Тука сум во секој време за тебе. Упати на порака до оние кои што се сега скоро како тебе дојдени во Германија или па некои што сакаат да дојдат, што е битно и на што треба да се спремни сега во овој момент. Па во глобала би сакал секој да дојде кој што има желба да дојде. Значи Ние нема ние пречка. не пропагираме. Да, нема пречка тоа, не постои пречка. Пречка само има ако немаш доволно доверба во себе и ако немаш амбиции, ако не си упорен, ништо. И доле и тука исто. Но некои мислат дека пречка е јазик, пречка е тоа, не е пречка тоа. Се што сакаш е, ако си упорен, ќе го стредиш, ќе го стокнеш. Многу моми, јас си љубев, нема што да кријам, ама што ми ја видова маре, ноќи јас не спијам. Твоето медно усте моме сладки зборои реди, кога сум крај тебе маре, се за мене вреди. Ти си бела маре, севда моја мила, снагавита стројна, коса како свила. Дојди ти со мене, лице да ти галам, ако не ми дојдеш маре, цел век јас ке жалам. Ако не ми дојдеш маре, цел век јас ке жалам.